телевизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столе Наумов компанија. Добро вечер, Македонија. Петри Сарачини, Зоран Мажевски Гега од другата страна, Столе Наумов и нашите гости Мирче Јовановски и Зоран Витанов. Добро вечер во четвртото издание на Ноќниот експрес во втората сезона. Темата за вечерва слободен пазар, претприемништво, странски инвестиции, едукација. Се мисли на бизнис, квалитет или квантитет. Кога го споменале квантитетот, веројатно мислат на нашето образование, а квалитетот на образованието во странство. За претприемништво имам кратко нешто да кажам. Велат вака по дефиниција учебниците: претприемништво е умешност, нешто што се раѓа или е вродено во некој човек и тоа не може да се научи. Тоа е едната дефиниција. Другите велат дека претприемаштвото може да се изучува и со тоа организирано да се применува во пракса. Некои сметат дека претприемачот треба да се роди со одредени карактеристики, а понатаму преку учење тие карактеристики да се развиваат. Има и мислење дека претприемаштвото е карактеристика на одредени емигрантски структури, како и на полова припадност или пак етничка основа. Други сметаат дека првородените деца се поуспешни претприемачи. Јас сум првороден, па не сум некој кој знае колку добар претприемач. Претприемништвото представува процес во кој се задоволуваат незадоволените потреби и проблеми на пазарот преку користење на ресурси од страна на еден претприемач, се со цел за остварување на профит. Претприемништво значи нови продукти, нови методи, нови пазари, нови начини на организирање. Во реалноста има разлика меѓу претприемништво и мал бизнес. Во брзината на профитот во корист на претприемачите. Ризик кој што претприемачот го презема секогаш е многу повисок. И кај ставовите. Ставови се првиот чекор кон пропаст на вашиот бизнес. Ке мора секогаш да се биде позитивен. Обичниот работник чека работите да се случат, а додека претприемачот прави работите да се случуваат. Обичниот работник чека инструкции, а додека претприемачот дава јасни инструкции. Петри, дали некојаш си размислила да почнеш свој бизнес или си почнал ли досега? Па не знам тоа дали Си се осмели ли некојаш? дали она што го работам со музиката на некој начин е и некој мал вид на претприемништво, бидејќи нели договараш концерти, свирки, се расправаш со собственици на локали, клубови, дискотеки, организатори на фестивали, со хонорари, сметки, трансакциони сметки, Со муштери, како ти нарачаат. со договори, па со бркање после кога ќе платите, како ќе платите. Како кога? Столе, мојот генерален печаток е дека тешко е во Македонија да се биде претприемач. Мислам дека сепак добрата идеја, дури и во тешки услови, може да успее, но за тоа треба да ти текне нешто каде што ќе видиш пред се, наместо да ја дадеш предност на идејата, да ја дадеш предност на нејзината сигурност. Например, да гледаш што помалку работа да имаш со луѓе од тука, да работиш со некој од надвор, еве и такви примери Да, имаме спомнеме примери. во емисијата. Знам што претприемништвото се потикнува само со реклами во Македонија. Еве одлично. А не треба така да биде. Претприемништвото, тоа со рекламите е малце една флоскула или една магла за јавноста. Ако отидете на сајтот на Агенцијата за претприемништво и кликнете на копчето проекти, ќе видите дека последното нешто постирано таму е во февруари 2016 еден проект, што го имале со UNDP. А се бават со претприемништво. И тоа е една од најтази информациите на тој сајт, пошто имате таму од 2006, од 2005 што работеле, ама немате ништо што работат сега. И толку е, мислам, што повеќе да разглобуваме, можеме да влеземе и во детали, но прилично е оскудна помошта на државата во таа смисла. Имаме и од фондот за иновации и технолошки развој. Може би ова може да се смета како помош на претприемништвото, оние субвенциите за песни, за ова она. Тоа не е баш. Пошто им дават на авторите и тие сега ете може да творат. Ама идеите однапред ти ги утврдува
Да, Тој што темата помага. за идеите. А предприемач значи дека својата идеја да ја препознае некој и да ти ја помогне, а не да ти ја натури идејата, така? Тоаш не е предприемништво. Кажи ми идеја и ја ќе бидам предприемач. Не, тоа се како се викало на предузимач. Да, тоа е. Така, тоа е веќе нешто друго. Сакам лоша куќа да ми направиш. Добро, ајде лоша ќе ти направам. По кафани си свирал многу пати. Дали е тоа предприемништво или е тоа Па добро, шалгаџиство само? ако е ова што го кажа Петри предприемништво, тогаш окей, има нешто од предприемништвото, но во секој случај да си предприемач, во секој случај треба да си храбар пред се, затоа што на крајот на криштата се соочуваш со многу предизвици. Секако. И ако имаш бенд, и тоа е фирма. Од социјалните медиуми има ли нешто интересно на таа тема? Да, во секој случај, мал пред да почнеме, мора да подсетиме дека Канал 87 го поттикнува на граѓанското новинарство, односно еден вид соработка, па така да освен на телефоните, придонес кон граѓанското новинарство, може да се дава и сојавување на бесплатниот телефонски број 0883 двојки или пишување на имейл адресата на kanal77@kanal77.com.mk, а ако сте љубител пак на социјалните мрежи, вашите новости ќе ги примаме и во инбоксот на фанпејџот на радио мрежа Канал 77 и на Твитер акаунтот Канал 77. Се, многу седомки, но во секој случај интерес. Не се слушаш, не се слушаш. Се изгуби нешто. Се изгуби. Добро, ние ќе Така ли? продолжиме. Еве сега мислам дека тука си. Окей. Значи, Или уште не си тука. Добро. Добро, одиме ние понатаму додека предприемнички се соземе Маџо. Имаме прашања за слушателите. Кој според вас е најбогатиот македонец? И второ, како најлесно и најбрзо да станеш богат во Македонија? Телефоните ви кажа маđarски, ќе ги повторам јас уште еднаш, 032-397-707, 397-717 и 397-727. Анкета на оваа тема направи денеска со Штипјан и Вања Мицеска. Може да ја слушаме. Кој е најбогат македонец и како најлесно може да се заработат пари во нашата земја? Најбогат македонец. Како најлесно може да се заработат пари? Знае секој кој душу, ние не можеме на тај начин. Ние ако украдеме еден дел, мал дел да украдеме, ние затвор ќе лежиме. А знае се кој крад. Да бидеш партиски војник те тоа, да лапаш. Врво е најбогат. Ќе бидеш најбогат и се ти отворено. Поделија го народу, национализам толка има у Македонија, што никогаш не е имало. Јас сум многу разочарана од овие што е водат државата, а и опозицијата не се многу сјајни. А што мислите, кој е најбогат во Македонија? Според мене најбогат во Република Македонија е криминалниот премиер Никола Груевски, а најлесен начин за да се збогатиш во оваа држава е вклучувањето во партиите и крадењето од народот. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Ноќен експрес. Врти сучи пак парите се кај партиите, така мисли народот. Витанов, кај вас имаме обртен процес од ова што го мисли народот. Вие бевте во политика, па излеговте, веќе 7-8 години. Така е. Тогаш бев млад и наивен и мислев дека И пак имате пари сега. Сега имам повеќе отколку тогаш. Значи не е во право народот. Па не, ама чекај, дали целта на ова тема е како да се дојде до пари или како да се биде предприемач? Тоа не секогаш е едно исто. Криминалот не е предприемништво. Значи, да расчистиме некој работа. Еден чуден вид. Дури и Маркс кажува дека криминалот не е економска категорија. Значи да не мешаме појмови. Да, така е. Овде јас сакам да зборам за предприемништво. Кога бев во политика бев млад и наивен. Сега не сум наивен, сега сум само млад. И затоа не сум веќе во политика. Сватив дека преку политика не може човек да влие онака како што јас сакам да се влие. И сега затоа влегов поинтензивно. Иначе од секој сум довес, од 97 година сум во предприемништво, значи полни 19 години. Си работам цело време тоа, меѓутоа сега во моментот
воопшто не се битни кои услови се, кој човек кој што има идеја на кој што му служи на околината кај што живее, е предприемач. И ако има кој да каже благодарам за таа идеја, тогаш вие и заработувате. Со анкетите што ги правиш за емисијата, разговарам со господин, тој ми кажа, таа бројка не се знае, меѓутоа, еве јас да ви кажам, можеби 10.000 фриленсери во Македонија, посебно во делот на модерните технологии и информатиката, кои што сами за себе работат. Мислам дека се повеќе. Употреби еден термин личен, индивидуален аутсорсинг. Така е, баш така е. Да. Уствари не е аутсорсинг, тоа се е краудсорсинг. Значи, најдобрите предприемачи денеска се оние кои што се поврзани на интернет. 1 милиарда луѓе се на интернет во моментот. И тоа е краудсорсинг, тоа е на толпа од милиарда луѓе, кои што доколку им понудите нешто што тие би биле благодарни, зборот благодарам денеска се изразува преку плаќање. Јас кога одам да си купам чоколада во дуќанот за да однесам дома на семејството на деца, сам да си земам, јас што правам всушност? Се заблагодарувам што ми го донале чоколадото достапно или бананата да не одам во Јужна Америка. Да, има еден брат што кој ќе му дадат сметката пред да му дадат, он прашува во Канада, вели, what's the bad news? Која е лошата вест? Па нема лоша вест кога сам влегуваш во дуќан. Значи ти си влегол таму и ти сакаш. Корисен ми е дуќанот. Предприемништвото тоа всушност значи биди корисен за околината. Мирче Јовановски, новинар, многу години. Доволно за да добро ги владее овие работи во новинарството, во економското новинарство особено. Мирче, овие бројки што ги споменавме сега, ги има ли евидентирано во некој регистар, некоја државна институција? Не верувам. Мислам дека Македонија се еден од главните проблеми кај нас е недостигот на веродостојни податоци врз основа на кои што ќе може да се изведуваат соодветни анализи и да се донесуваат соодветни заклучоци. Така мислам дека се и состојбите во врска со предприемаштвото, макар што овие бројки кои што ги спомнавте тука за бројот на фриленсери што ги спомна, нели, претпоставам дека Витанов подобро има увид во тие работи, се сосема реални и претпоставам веродостојни, да не заборавиме и растат и ќе растат понатаму, бидејќи да се надоврзам на ова што го зборуваше Витанов со информатичките технологии, да не заборавиме дека денеска во светот една од најбрзо растечките дејности или индустрии, така да ги наречеме, така наречената шеринг економија, односно економија на споделување. Да ги споменеме кои се едни од главните компании во светски, во глобални рамки кои што доживуваат неверојатен подем и успех. Uber во нудењето на такси превоз, Airbnb во хотелиерство, всушност не е хотелиерство, тоа е споделување на оние луѓе кои што имаат слободни соби или куќи или станови за ноќевање со оние луѓе на кои што им е потребно такво нешто. Интернетот служи само како алатка за се спојат тие различни интереси и од тоа се прави огромен бизнис. Значи, добрата идеја за која што зборуваше и ти, за која што зборуваше и Витанов, нашла плодно тло во информатичката технологија да се развијат нови дејности, нови индустрии кои што им даваат можност на многу луѓе за да остварат приходи. Меѓу другото, тоа со становите да го објасни, огласуваш својот стамен простор, дека е слободен од 10 до и бараш други кои што исто така го огласуваат кога е слободен и не. Столе, всушност станува збор за интернет платформи на кои што се зачленуваш. Стануваш член. Или како корисник, или како човек кој што има нешто што да понуди. Значи, јас нешто истражував во врска со тие дејности во Америка, тоа е многу развиено, значи не се ограничува само на такси превозот или на собите, него туку може се и се што да биде, на чување кучиња, на давање на алат под наем. Изнајмување на харддиск простор, на меморија. Интернетот е со бесконечни. Се ствара револуција една, тоа се вика дисинтермедијација. Ама сега тоа е друга тема, каде што веќе институциите не се битни. И затоа мене ми е смешна темата. Државата одумира, веќе Маркс имал право. Ама не, јас сум многу сериозен кога кажам тоа. Секоја институција ќе одумира, затоа што луѓето сега се поврзани директно. Што ќе ми е мене некој посредник? Ние се поврзаме, мене ми треба нешто што ти го имаш. На интернет само куцам keywords, го наоѓам тоа што тебе, никој не ми треба. Луѓето се магепсани и хипнотизирани дека имаат лажна илузија дека треба некој да им помогне, дека не знам, градоначалникот, премиерот, мајка ми, комшијата, тој не ми помага. Тоа е
на вистина една хипноза дори би кажал. Едно тотално погрешно сваќање на реалноста која што блага врска нема со реалниот свет. Секој е способен за се, само треба да го смени начинот на гледање на работа. Игор Ѓуровски е серијски предприемач од Скопје, собственик на Prototyping студио за изработка на прототип производи. Работи за голем број компании во светот. Игор е доказ дека местоположбата и локацијата не се пресудни и дека модерните технологии во однос на географските подрачја се бесконечни. Не е важно каде живееме, најдобрата формула е да живееме и работиме во Македонија, каде што е се ефтино, а да наплаќаме по амерички цени и тие пари да ги трошиме тука. Една вин-вин ситуација која е добра за сите. Добра е за мене, вели, а добро е и за нашето окружување, каде што тие пари ги трошиме. Да го слушаме Ѓуровски. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Вие сте заедница, имате ли проблем, значи поширок опфат на луѓе, на памет, на квалификации? Имате ли проблем да најдете квалификувани луѓе тука? Знаете како, ние во Македонија си мислиме дека знаеме нешто. Тоа е нашиот најголем проблем. Во моментот кога треба нешто да се направи, дознаваме колку малце знаеме. Значи, во Македонија нивото на знаење е пред се теоретско и пред се сервисно. Значи, ние знаеме да поправиме телевизор, знаеме да поправиме радио или компјутер, и тие луѓе се сметат дека се топ електроничари во Македонија. Меѓутоа, малку помалце знаеме како од идеја да дојдеме до финален продукт. Значи, знаеме да го поправиме лаптопот, меѓутоа не знаеме да направиме лаптоп. Тоа е нашиот проблем. Проблемот е во тоа што на нашите високообразовни институции не се учи стварање, не учат младите денеска како нешто да направат, а исто така може би има и премалце проекти каде што определена маса на луѓе, ова маса сватете го многу условно, ќе можат да се обучат за да почнат да творат, за да почнат да прават ново создадени вредности. Значи, не мора да се отвараат фабрики, доволно е да се разбуди паметот и да се смени образовниот систем за да младите не мора да заминуваат од Македонија, туку од тука да го работат тоа што ќе биде добро платено, но и ќе се чувствуваат добри, креативни, ќе можат се до тоа што го знаат да го изразат. Може ли е предприемачки дух да функционира во Македонија надвор од сите оние државни стеги и ресурси? Може ли успешен бизнис во Македонија надвор од капата на државата, значи без тендери, без учество во тој приватизационен процес претходно? Па видете сега вака. Највисоко платената работа во Македонија, гледано просечно, е програмирањето. Сите големи компании, сите големи IT компании во Македонија, може би никогаш во животот и немале, во компанискиот живот, сакам да кажам, немале допир со владата. Значи, ние имаме мултимилионерски компании, кои никогаш од владата не добиле ни едно евро. Не знам дали смеам да ги спомнам сега во емисијава, меѓутоа се знае, има компании, имаат развијано свој софтвер, тој свој софтвер во 99,9% од нивниот промет го продаваат во странство. Исто така имаме компании кои вработуваат 100, 200, 500 илјада програмери, кои тие програмери ги изнајмуваат на други IT компании од светов, така да сосема се независни од политичките збеднувања во државата, кој е на власт, дали имаат пријатели од позиција или од опозиција, значи се сосема независни. Тоа е доказ дека ако имате добра идеја, ако знаете како функционира светот, можете да направите добар бизнис и во Македонија. Јас често, кога разговараме со други луѓе, па дали во Македонија е можно предприемаштво? Па можно е, не само во Македонија, и во Сахара е можно предприемаштво, и во Алјаска е можно предприемаштво. Сегдека каде што цапнала човечка нога е можно предприемаштво. Се додека имате продукт и имате на кого да го продавате вашиот продукт, предприемаштвото е можно. Меѓутоа,
многу е битно да знаете како функционира светот, доколку имате нели глобални желби. Битно е да знаете како функционира светот, битно е да ги знаете светските проблеми или барем локалните проблеми, проблемите во некоја заедница, и битно е да знаете како да го решите тој проблем и како на тоа да заработите. Значи, тоа е предприемаштво. Да воочите проблем, да знаете како да го решите проблем и при тоа да заработите. Тоа е, мислам дека описно најпростата дефиниција за предприемаштво. Дали ве препознаваат и нашите компании? Или се среќавате со интересни ситуации да бараат некој како вас од вашиот профил во странство, тука го има? Дали овој начин на работење може да функционира и во Македонија? Знаете како, јас 2,5 години воопшто не зборував за мојата работа во некој мој потесен круг на пријатели и роднини. Во последниве година дена, можам да кажам, почнав да комуницирам со македонската стартап заедница, на некој начин и се сметам за дел од самата таа стартап заедница. Почнав да раскажувам што јас работам, почнав да оддавам информации во однос на мојата работа и приметив дека и во Македонија има луѓе кои се заинтересирани за нашите услуги и сервиси. Исто така, откако дадов едно интервју во порталот innovativnost.mk, ми се јавија неколку компании кои се заинтересирани да соработуваат со нас и да не ангажираат. Некои преговори се финишираат, некои преговори се уште се на почетна фаза, меѓутоа мислам дека и кај нас во Македонија компаниите ќе препознаат дека голема е вредноста да имаат Research and Development Department on demand. Значи да не го плаќаат 12 месеци во годината, туку едноставно кога им треба, доаѓаат, разговараме за нивниот проблем, разговараме за нивните визии, по можност што е можно најотворено, за да можеме најдобро да ги послужиме. И мислам дека тоа е на некој начин иднината. Зошто би вработувал група на луѓе кои можеби и не можеш да си ги дозволиш да ги вработиш? Најчесто кај нас во македонските компании буџетот за истражување и развој е најмал. Така да колку тој буџет може да одговори на ангажирање на цел тим на луѓе кои би истражувале и би развивале 24/7 е вистинско прашање кое можеби треба, чиј одговор можеби треба да го бараме на друго место. Кој е вашиот совет за младите за крај? Да се осмелат, како таа рекламата, ако некој им дозволи, да си го користат паметот тука и да се обидат да заработуваат, да ризикуваат? Видете вака, она што сакав да го напоменам. Нели спомнавте, можеби во претходниот разговор, дека младите или сонуваат да се запослат во државна администрација или сонуваат да заминат надвор. 99% од младите што ќе заминат надвор не се оснивачи на компанија. Пак остануваат работници. Значи, ако нивниот сон е наместо 300-400 евра да бидат 2000-2500 евра, тоа заминување во странство може би оправдано. Меѓутоа, таму може би ќе најдат на поголеми проблеми при основање на нивна собствена компанија, отколку во Македонија. Значи, не е во прашање атмосферата или средината, во прашање е мајндсетот. Ако имате мајндсет за да бидете инвеститор, под инвеститор подразбирам да се инвестирате во собствена компанија, да станете наместо работник газда, наместо работник директор. Ако имате таков мајндсет, и овдека ќе најдете плодна почва. Ако го немате тој мајндсет, одете каде сакате, ќе останете работник. Нигде нема да бидете газда. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте.
Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување. Сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го сврдите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање. Потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Zaštita sigurna, ako sunce te najde, nega za koža i koga sunce ke zajde. Black up, uživaj pod sunceto. Black up, uživaj pod sunceto. Ноќен експрес. Гледам интересно го слушавте соговорникот. Каже некои интересни работи кои што сум ги знаел, ама не сум ги знаел. Прекрасни поенти, секоја чест. За човекот, мислам, мене ме остави впечаток пред се тоа што околу иновативноста. Само би се надоврзал во една прилика. Академик Камбовски кажа во еден свој говор дека ние живееме всушност од туѓа памет. Значи, тука се мисли дека ниту на ниво на држава не се вложува многу во иновациите, ниту на ниво на предпријатија. Сега тука има нели и објективни и субјективни причини, меѓутоа факт е дека иновациите се двигатели на развојот, го движат развојот и придонесуваат за остварување поголеми приходи, поголем профит. Меѓутоа тоа е еден дел од приказната, другиот дел од приказната е нели осмели се, меѓутоа Ако смееш. Ако смееш. Мислам, смееш, меѓутоа има многу сериозни пречки за луѓето кои што се осмелуваат, нели, бидејќи најдуваат кај нас во Македонија, би рекол, има своевиден парадокс, нели, државата од една страна го стимулира предприемаштвото преку разни форми, дава поттик за иновативни идеи и така натаму, дава како се вика грантови за отпочнување бизнис, меѓутоа од друга страна пат самата таа се наметнува преку обемот на јавните расходи како главен инвеститор во државата, така да во еден тој А тоа дали беше заради кризата, таа криза, демек амерички мора да инвестираш во јавните оние инфраструктурни, како се вика, добро, за да во време на криза ја одржиш економијата, ама тоа веќе застран модел или? Добре, да има некои Кризата е шанс. Последното Ако си предприемач. Последното истражување што е пообемно и поструктурирано направено на оваа тема предприемништво е 2013 година. Тоа е во рамките на глобалното истражување за предприемништво, кој опфаќа 70 земји, сега да нели 200.000 испитаници, скоро над 3.800 експерти. Сега во Македонија секој трети испитаник гледа добри можности за започнување на бизнис. Повеќе од половина од испитаниците сметаат дека располагаат со знаење. Според истражувањето, најголемиот дел од предприемачите биле мотивирани од нужност, 60% од нив, а 22,9% од согледаните можности. Најголемата група на предприемачи се наоѓа во возрастната група 25 до 34 години, машки, со повисоко образование и приходи, а во 2013 дури 7,29% од испитаниците од релевантен одбирок рекле дека водат некаков вид на бизнис. Тоа не е малку, не е ни многу. Сега околу предизвиците, доколку ги прочитаме сите релевантни извештаи на економските форуми и институции меѓународни, во Македонија точно е тоа, има полесни можности да основате бизнес. Брзо, да. Побрзо е, даноците се помали, отколку во многу земји од Европа и од Европската Унија, но од друга страна тука е правната несигурност, можноста тешко да си ги наплатите побарувањата ако се во прашања домашни клиенти, доколку работите со странство, тогаш сте окей. Има еден термин партиска сигурност. И таа партиска сигурност и пристап до тендери и така натаму и така.
Но, нели, има случаи, еве, бизниси кои што работат со надвор. Имаме успешна продуцентска компанија од Македонија која што направи визуелни ефекти за филм што освои Оскар. Имаме... На нив им сметаше ли судството? Им сметаше ли? Не, затоа што не работат со луѓе од тука. Не е тоа Сега, важно. можеби има и нешто во се друго. гледа шанс. Просечниот човек во се гледа закана. И ние можеме да си бараме изговори колку сакаме, дека заради ова и ова ние не успеваме, но утре кога се разбудиме пак сме просечен. Има два типа на луѓе. Предприемачите во се гледат шанса и не барат изговори, туку барат резултати. Просечните луѓе во се гледат закана и не барат резултати, туку барат изговор. Кога ќе најдам изговор, освен што сум си го задоволил егото, ништо во животот не сум променил. Кога барам резултат, јас сум утре подобар од денес, макар и веднаш утре да не успеам, ама од неуспехот учам и потоа ќе дојдам до резултат. Се е до главата. Нема врска со амбиентот, нема врска дали сум од Македонија, дали сум од Норвешка. Имате просечни луѓе во Норвешка, имате изворедни луѓе во Македонија. Ние треба да сватиме дека се зависи од нас. Господин Витанов, ако ова се случи, кој би сакал да биде премиер? Никој. Не постои предприемач. Сакам да додам дека државата намерно како флоскула го мотивира предприемачето, меѓутоа Не, државата нема интерес од предприемачи. Од предприемачот е слободен човек. Да нема граници. Државата бара зависни луѓе. Државата намерно не плаши. Па државата стимулира медиуми кои што не нашата држава. Кога викам државата, било каде во човештвото генерално стимулира страв. Зошто? Зошто имаме такви медиуми што секојдневно ние негативни црни вести, не знам, војни, кризи, авион паднал, затоа што со страв се владее. Ако ние не сме као народ уплашени, ние ќе сме слободни. А на која власт ти требаат слободни луѓе? Власта потоа се наметнува као спасител. И вика, не се секирете, затоа ние со нашиот ред и поредок, со нашиот устав, ќе ве спасиме. И луѓето што прават, им ја дават мокита, им ја дават власт. Тоа е антитеза на предприемништвото. Предприемачите спротивен, предприемачите вика, мене не ме интересира кој е на власт. Мене не ме интересира каква е власт. Дали ова предприемништво за кое што зборувате, нели, слободно предприемништво кое главно се одвива на интернет, дали е под закана на, нели, желба на државата да регулира и таму, бидејќи, нели, сега криминалот е криминал, дали е офлайн или онлайн е криминал. Не, ниедна држава не може ништо да му направи на предприемаштвото. Значи, тоа се два различни света кои што не се подудараат. Ама сепак следи тоа правни норми, така? Нема правни норми. Следи правни норми, како нема? Сега ќе ви обяснам. Кога некоја идеја вие ќе ја пласирате, не постои сила што може да ја спречи. Што ако некој ви ја украде идејата? И тоа не постои. Секоја идеја е автентична сама за себе. Еве, да речеме, вие украдете му идејата на Бил Гейтс. Ајде го утепаме Бил Гейтс и утре ќе стане Microsoft мој. Ќе пропадне за 24 сати. Зошто? Па го немам концептот, визијата ја немам, не е во идејата. Во визијата е. Предприемачите се луѓе кои што се визионери, кои што денеска се позиционираат во едината и тие се... Дали го гледате овој начин на размислување во Македонија? Да, кај тие десетина илјади луѓе што ги спомна Столе. Фрилансери, да. И од ден на ден таа бројка, верували или не, расте по 100 на ден, по 200 на ден, по 300 на ден. И тоа не е само во Македонија случај. Во светот доаѓа едно масовно будење. Луѓето сваќаат дека се зависи од... Зошто тога сите истражувања актуелни покажуваат дека, не знам, огромен процент на млади луѓе, дали тоа уште е менталитетот, треба во главата да се сменат целосно, покажуваат дека сакаат да се вработат во држава, некаква сигурност, имаат стари мапи, или да избегаат во странство. Имаат стари мапи од своите родители и стари мапи од медиумите и од системот на образование. Системот на образование воопшто во светот е дизајниран да произведува работници. Не е дизајниран да произведува лидери и предприемачи и слободни луѓе. Нас таму не скоцкуваат. Јас држам предавање, обуки за предприемништво 19 години. Со мали експерименти кои сум ги повторувал во над 30 држави на 4 континенти, секој сме доаѓали до исти резултати. Мајндсетот, оние кои се високо образовани, кои што долго време поминале во образование, размислуваат со туѓи мисли. Имаат патерни, имаат начин на размислување. Само во однос на ова една мене ми се допаѓа оваа приказна, например лично, но гледам дека например Европска банка не го спомнува никаде
предприемништвото или можеби ние не го гледаме, не го пласираме како некоја наша предност, а и релевантните институции меѓународни не го гледаат како вика да се очекува економскиот раст во Македонија да дојде од директните инвестиции во инфраструктурата, подобро поврзување со регионот. И тука некаде се движи дека како предност се спомнува дека даноците се ниски, ефтина е работната сила, има можност брзо да се врзе со земјите околу. Верувајте ми, се тоа е неверојатно. Прво, се што институција некоја која што зборува за предприемништво, податокот е нереален. Не, они не зборуваат воопшто. Не ве гледаат ни како потенцијал, тоа сакам да кажам јас. Ама и јас тоа сакам да кажам, дозволете. Ако јас сум предприемач, јас 2 минути не седам во институција. Јас кога се разбудив како предприемач, кога видов какви се можности на предприемачот, само од парламентарна говорница излегов. И кажав јавно, тоа го има на YouTube, луѓе, вие веќе мене овде не ме гледат. Институциите се негација на предприемништвото. Човек што е предприемач не седи 2 минути во институција. Тој е слободен човек. Тој не сака да зависи од никој. Таквите луѓе... Комунизмот не бил утопија. Па не бил. Ќе видите дека се што институција ќе изгуби своје значење следната декада. Верица Јорданова, основач на Иновативност.мк и уредник. Ја ценам доста. Верица, се согласуваш си со овие тези до сега? Со кој? Па еве, например, последната во прашањето на Петри Црачини, дека тие истражувања со кои што располагаме не ги покажуваат тие факти, тие податоци, тие желби, да кажем, за кои што зборуваме тука За жал нема на кој истражување да се повикаме, значи нема некое поново порелевантно истражување кое што наменски е направено за да се види навистина каква е состојбата со предприемништвото. Од моето искуство година и половина колку што го работам порталот Иновативност.мк, можам да кажам дека сум страшно позитивно изненадена од бројот на млади луѓе кои што во последниве години стартуваат собствен бизнис. Навистина, претходно 16 години работев бизнис новинарство и мислев дека ги познавам сите компании во Македонија. Се бавеше со големите компании, со олигарсите, со банките, со институциите. И таму приказната е сосема друго. И тоа е во ред, така е секаде во светот. Меѓутоа, оваа сцена на предприемачи, стартап компании, креативни, иновативни идеи, работи кои што го менуваат светот и бизнисот, се тие кои што сега ги запознав. И сум страшно позитивно изненадена, повторно ќе кажам, од бројот на млади луѓе кои што влегуваат во бизнис храбро. Дел од тие луѓе, значи јас ги интервјуирав, еден од нив е Игор, кој што го слушнавме. Понатаму, не знам колку луѓе знаат дека во Македонија има македонско производство на кучиња за храна. Македонија е земјата во која што храна за кучиња, се извинувам. Македонија е земјата во која што е произведен првиот паметен громобран. Понатаму имаме производ кој што се вика паметно капаче за камиони, кој што се продава на не знам колку континенти, кој што исто така е македонска идеја и се произведува во Македонија. Паметно капаче за камиони. За гориво за камиони. На вашиот сајт прочитав за Хрватска штитници за штикли при возење, така интересен. Така, тоа е хрватска иновација, а има една друга македонско-хрватска иновација која што се вика уплак и се нарекува паметен штекер. Значи има паметен штекер кој што се поставува, кој што овозможува и да служи како штекер и како полнаш за сите можни девајси. И тој уред се продава исто така сега на голем број на пазари. Што зависи тоа? И тоа е македонски изум. Тоа е македонско-хрватска стартап компанија која што тоа го произведува во Хрватска заради тоа што е земја членка на Европската унија и го извезува. Веќе според мене не треба работите да се гледаат. Зошто не во Македонија не си дел од клубот? Меѓутоа тоа не е приказната, значи во денешно време границите и физичкиот простор за работа губат на важност. Тоа го пишуваат сите светски медиуми. Јас сепак мислам дека ние премногу сме преокупирани со Македонија. Во цел свет предприемачите се занимаваат со истава работа. Значи секогаш се бараат поевтини начини да се произведе, поевтин начин да се сработи нешто. Тоа е сосема нормално, а да се најде пазар каде што нештото ќе се плати и ќе се продаде скапо. Значи тоа е сосема нормална работа и сметам дека сме премногу мали за да си придадеме толку големо значење.
Постојат неколку нови трендови во претприемаштвото, кои што сите луѓе претприемачи ширум светот, веројатно Витанов можеби уште подобро знае, а тоа е дека технологијата веќе доживува кулминација. Светот е толку многу поврзан, толку многу конектиран, што веќе физичките граници, физичкиот простор губат од релевантност. Јас живеем од тоа, Верица, ти знаеш. Апсолутно. И јас сакам јавно да кажам дека Зоран Витанов е во моментот со неговите обуки, значи една страшна инспирација за голем број на млади луѓе кои што сакаат да влезат во бизнисот. Во Македонија фалат кога во истражувањата се вели кои што ги прават големиве европски банки и така натаму дека во Македонија има вакви или онакви услови за претприемништво. Значи, сметам дека не е доволно само државата да прави некои работи. Потребни се повеќе иницијативи како да се поттикнува претприемништвото и за среќа во последно време почнаа да се појавуваат некои така навидум мали проекти, меѓутоа укажуваат дека во Македонија нешто се менува. Например, неодамна Скопска пивара започна проект за поттикнување на претприемништво. Тоа значи дека во иднина од приватниот сектор ќе произлегуваат иницијативи кои што ќе поттикнуваат креативни и иновативни идеи. Зошто тоа се прави? Тоа не е случајно. Google, која што е една од најиновативните компании во светот, неодамна во рамките на својата компанија со илјадници вработени формираше акцелератор во кој што ги повикува стартап компаниите од буквално цел свет да дојдат да аплицираат со идеи. Креативноста не познава граници. Не можеме да се ограничуваме иновативна компанија. Што го големите монополи, така да. Неодамна исто така инвестираат во тоа. Тоа е бизнис инвестмент, да не заборавиме. Големите компании така за ги тоа препознаваат зборуваме. Новинарство. Так. Може ли новинар предприемаш да биде или нема шанси, сосема друга природа. Има во Македонија новинари предприемачи. Поинаку ги викаат, не, Верица. Тој за Мирче прашај. Па еве Мирче нека каже, јас на пример во последниве 2 години сама си ја обезбедувам платата, така што веројатно тоа е претприемништво не само за мене, туку и за тимот кој што работи со мене. Немам никаков проект кој што стои позади мене, било да е странски, било да е владин, така што не знам, сметам дека е возможно доколку се постои идеја. Ситуации, интереси, значи новинар кој што ќе ја следи политичката состојба. А вака ќе те... Зошто да се ограничиме на политичката? А затоа што тие медиуми, тие не може да дојдат до реклама затоа што пишуваат така и така. Не ме разбирате. Мислам дека сум многу јасен. Верица секој е чест. Меѓутоа пишува за иновативност. Нешто што му импонира на одреден систем, не му пречи, ако не ми друго. Меѓутоа, нека земе Верица да пишува, да критикува. Дали ќе остават реклама некој да ја даде? За тоа зборуваме. Не зборувам за ВМРО ДПМНЕ, зборувам за окупацијата која што им е битна на политичарите. Вакви вентили не им се проблематични, така? И јас да отворам сајт да пишувам за цвеќето сега, освен ако не пишувам ова цвеќе беше поубава у времето на... Тоаш може да имам проблем. Верица ме разбра сега, така? Да, те разбрав, меѓутоа сметам дека потребно е малку повеќе затоа што темата е претприемништво, да не заборавиме. Неодамна неколку медиуми од Хрватска покренаа голема иницијатива. Значи тоа се медиуми кои што меѓу другото пишуваат и за политика, покренаа голема иницијатива ширум Хрватска да се оди и да се прават трибини и да се зборува за претприемништво и да се вадат пред лицето на јавноста успешни луѓе предприемачи. Значи мојата мисија е во таа насока. Да не се зборува само за политичарите во Македонија. Игор Ѓуровски и луѓе во кои што ги спомнав, според мене се многу поголеми херои. Никој не знае за нив. Зошто? Дали можеби еден таков човек ќе инспирира уште 10 млади луѓе кога ќе завршат факултет да речат јас не сакам да работам во институција, не сакам да ја напуштам Македонија, јас ќе работам овде и мојата идеја ќе биде успешна. Јас сметам дека тоа е возможно и текако. Меѓутоа, луѓево треба да се охрабрат да видат дека успехот во Македонија не е невозможен. Значи, ова не е празно зборување. Ова го препознаваат сите земји во регионот, каде што сите потекнуваме од еден ист систем, каде што претприемништвото не е било поттикнувано. Значи, и Србија, и Хрватска, и Словенија, сите се соочуваат помалку или повеќе со сличниот проблем. Имаме уште 2 снимки да ги слушнеме. Претходно една реченица, 2 за Јовановски, исто прашање го поставив. Интересно е ова прашање за новинарите затоа што последните месец-два постојано се бркаат од работа, се отпуштаат. Па мислам Верица каже една многу добра поента дека всушност предприемачите, луѓето со идеи треба да бидат нашите херои.
и дека тие треба да се поттикнуваат и ние што работиме во медиумите дека треба да им даваме повеќе простор на таквите луѓе да ги кажат своите мисли, своите идеи, своите проекти и да придонесеме на тој начин за развој на предприемаштвото кај нас. Меѓутоа, би сакал уште две поенти, ако ми дозволите, во врска со досегашните дискусии. Витанов рече пред малку дека идејата е многу важна и тука се согласувам. Например, како еден вид предприемаштво може да се земи вашата емисија, бидејќи вие сте вовеле некоја иновација во радиоемитувањето преку негова визуализација и така натаму. Добро, па секогаш профитот не доаѓа, не секогаш не ја следи добрата идеја. Не секоја добра идеја се валоризира на пазарот како што би требало да се валоризира, бидејќи влијат различни околности. Значи, идејата е основа на се. И јас се согласувам дека идејата на никого не може да му биде украдена. Како што рече Витанов, можете да го убиете Бил Гейтс, не можете неговата идеја, неговата замисла, неговата креација. Визијата нема. Визијата. Меѓутоа, поентата ми е во друго. Сепак сметам дека во една држава институциите се многу важни за поттикнување на предприемаштвото, бидејќи идејата е точно, не може да ви биде украдена, меѓутоа институциите може да ви го уништат бизнисот. Тоа е едната поента. Да. И другата, истата, например, многу работи зависат за креативноста и за реализирање на добрите идеи во практика од она што ќе го направат институциите во државата. Еве еден многу едноставен пример. Македонија е единствената земја во регионот, да не зборувам и пошироко, од каде што не можете да добивате пари преку PayPal. Значи, вие можете да имате собствен бизнис, меѓутоа не можете тој бизнис да го реализирате на тој начин, нели да добивате пари преку PayPal како еден широко распространет систем. Дури има и уште полош пример, краудфандинг. Цел свет, тоа е најголема финансиска револуција во историјата на човештвото. Значи, од времето на банките во 14 век во Италија до сега се случува страшна револуција со милиарди евра дневни транзакции. Во Македонија УЈП се уште не го препознава краудфандинг. Јас во тој дел сметам дека многу се важни институциите во една држава кои што треба да се ја завршат својата работа за предприемаштвото да но тоа мене као предприемач не би ме спречило јас мојата идеја да реализирам. Зашто? Пак ја отворам при време додека не се реши ситуацијава во Петрич, во Врање, во Кукуш. Имаме представник на таква институција, директор на Фондот за иновации и технолошки развој Јасмина Поповска, во телефонската анкета да ја слушнеме. Претходно реклами се разбира. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Разбуди ја енергијата во себе. Peugeot 208 за само 100 евра месечно. Peugeot.mk. Драги пријатели, петото издание на Joyfest ви ги представува DJ Гоце, Ареа, легендите на балканската алтернативна рок музика, Ван Гог и многу други бендови. 20 август, 19 часот, на градски площад Кривопаланка. Се гледаме на Joyfest. Памперс ја наградува вашата лојалност. Со купени производи од Памперс добивате вредни подароци за нега и хигиена на вашите најмили на ваша адреса. Проверете ги условите во најблискиот маркет. Памперс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секоја среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Среда, 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Владе еден впечаток дека во Македонија бараат работа во државно или пак работа во странство. Идејата е да се поттикнат младите, пред се студентите кои што се во завршни години на своите студии да размислуваат кон
започнување на собствен бизнес, самовработување, меѓутоа и да размислуваат за работа во мала компанија која што може да се третира како стартап бизнес. Една подинамична работна атмосфера, често пати кога започнуваат мали тимови, имаат многу бенефити во поглед на тоа да се работи во стартап предпријатие или во мала компанија во однос на тоа да се работи во голема компанија или државен сектор каде што работата често пати е систематизирана. Има голем интерес за програмите на фондот и се повеќе млади луѓе се аплицираат од собствени проекти, предлози за да ги финансираме. Постои страф од неуспех, можеби кај луѓето што започнуваат бизнес и сакаме да работиме во насока да ги охрабриме и со помош на кофинансирани грантови и да им се даде можност да ги реализираат собствените идеи. Оние тимови кои што моментално работат на проектите кои што ги има финансирано од фондот се пред млади тимови и тоа е за нас доказ дека имаат идеи се решени да започнат бизнес, меѓутоа никогаш поради потешкоти во однос на финансирањето не ги реализираат. И токму поради тоа државата интервенира во еден сегмент на пазарот каде што постои побарувачка за ваков тип на финансирање, меѓутоа нема можеби доволно понуда од банките или од други приватни инвеститори за финансирање на вакви идеи. И верувам дека со стратегијата за иновации се предвидуваат бројни мерки каде што се земени во предвид сите истражувања и резултатите од тие истражувања за младите, за нивните аспирации, за нивните практики кои што ги имаат, за нивните потреби од друга страна, вклучително и за иновативни предпријатија, во насока да им дадеме поголеми можности да ги мотивираме да размислуваат предприемачки. Така што не е тоа само ситуација во Република Македонија, овие предизвици ги имаат и многу поразвиени земји каде што се обидуваат младите да ги поттикнат и да ги насочат да размислуваат предприемнички. Ева во Естонија една мала земја која што има еден куп програми насочени кон предприемачкиот дух да се зајакне, екосистемот да се зајакне во таа насока и прегледно сите тие програми се водени од млади луѓе и се насочени кон младите луѓе. Слушајте Ноќен експрес. Прислушувајте. Зидо е природна, нерафинирана и едноставна храна, богата со природни масти за луѓе со осознаена култура на исхрана. Зидо не содржи конзерванси, хидрогенизирани масти и никакви животински состојки. Зидо, targetmk.com. Не обрнувам внимание, секаде ми е дома со мебелот од Home by Almac. Дизајн на вашиот дом и голема понуда на сите видови мебел. Индустријска зона Василево, Струмица. almac.com.mk. Вашата удобност е наша грижа. Уживајте во дом од Almac. Зашто со нас секаде е дома. Докажан квалитет со најдобри цени за сео технологија само во Riversoft. Лаптопи, десктоп, компјутери, таблети, фотоапарати, принтери, навигации, мобилни телефони, а за ваша безбедност, комплет видеонадзор и алармни уреди. 034 340 0020. Riversoft. The stars this Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love to come around. Ноќен експрес. Значи, ја слушнавме Јасмина Поповска од Фондот за иновации и технолошки развој. Ке го слушнеме и Милеим Ахмети, односно Амети, дека ми прости, не е родина на Ахмети, по презимето барем, оперативен директор на Северозападна комора на Македонија. Тој интересна реченица кажа, за да ги мотивира младите на предприемништво, вели побрзите риби ги јадат поспорите. Не важи повеќе на старото, поголемите моти, туку побрзите ги јадат поспорите. Да го слушате, меѓутоа, претходно паметите ги банките, мораме за нив да зборуваме. Веќе се нерелевантни и банките и владите. Нако мене ме праш. Милеим Амети. Слушајте Ноќен експрес. Не прислушувајте. Господин Амети, се бавите со бизнес колку време? Веќе 5 години.
со собствени идеја, почеток со собствени средства или чепнавте нешто од тендерите на државата? Може ли е предприемачки дух да се развива во Македонија? Дали постои слободен пазар за изразување на тие креативни предприемачки идеи без да бидете поврзани со државата, со парите што ги раководи, што ги менеджира државата? Ке почнам од крајот, сега дека постојат. Значи во Македонија предприемачи постојат од одамна. Така во тоа веруваме ние дека имаме предприемачки дух. Но секако дека е тешко во Македонија да се развие бизнисот. Не би рекол без помош на државата, туку без некои казни или отежнувања од страна на државата. Ние како Столонска комора на Северозападна Македонија сметаме дека предприемништвото уште е во рана фаза во Република Македонија. Иако 25 години де јуре сме пазарна економија, но де факто не би рекол до толку дека сме пазарна економија и имаме почнато политики, реално владата, но не можеме да негираме дека тоа не е почнато, но многу мал е забележен некој позитивен тренд. Бидејќи, како што рековте, без тендери на државата и без нивната помош, стварно е тешко да се развие, бидејќи иако имате добри ваши идеи, тие многу тешко може да пробиват во овој пазар. Но сега сме оптимисти дека мора да се работи, да се имаме креативни идеи и дека некој ден тие идеи морат да излезат на слободниот пазар. Има ли промена кај банките? Тие се класични лихвари како што ги гледаат населението, како што ги доживуваат, или почнуваат да се менуваат и да препознаваат добра идеја, па и да ја поддржат? Дали тие нивни сектори се поактивни или во Македонија тоа не може да стане збор? Реално уште и банките се во таа рана фаза на развој, реално не даваат толку лесно кредити за добри идеи, бидејќи тие, како што рековте, бараат да имат некоја гаранција, а младите кај да најдат гаранција реално, но мислиме дека преку Македонската банка за обнова и развој треба да се дават повеќе кредити за младите, за тие да ги развијат своите идеи и да искочат во европскиот и во меѓународниот пазар. Предприемач по дефиниција значи добра идеја, позитивни ставови и ризик. Кои се вашите совети за младите, па и за другите луѓе кои што сакаат да почнат бизнес? За младите луѓе нашите совети се да развиваат креативна идеја, никогаш да не се воздржат од влегувањето во слободниот пазар, иако сега нашата практички новата теорија во економијата е брзата риба ги јаде побавните риби, така да не големите ги јадат малите, значи нека бидат брзи, нека пливаат побрзо и реално ќе може да постигнат добар успех. Ноќен експрес. Одеме понатаму. Верица Јорданова, во брзите риби за големи уште е рано. Ме слушаш? Да. Се согласувам со кажаното, мислам дека не можеме да се споредуваме со голем дел од развиените земји на кои што постојано алудираме, меѓутоа сите ние, значи медиумите, банките, институциите сме во една ситуација да помогнеме и да направиме малку позитивен исчекор. Не може секогаш да се обвинуваат едните или другите. Сметам дека има позитивни примери и позитивни тенденции кои што треба да се препознаат и да се искористат. Битно е дека постои една навистина голема група на луѓе, особено млади луѓе, кои што не планираат да излезат од земјава, се додека имаат услови овде да работат. И мислам дека малку се вулгаризира тезата дека сите сакаат да си отидат од Македонија. Навистина не мислам дека е така и треба да се даде повеќе простор на луѓето кои што се обидуваат пазарно да работат. Доколку ја слуша некој од владата оваа емисија, утре ќе ни дадат, ако ги пуштат владините реклами, најмногу мислам дека повеќе од ситла ќе земеме. Столе, ич не ме интересира вото, тоа сакам да го кажам. Владата е нерелевантна. За банките, ви реков, памтете. Столе, идеме на одмор у Турција. Зошто се однесуваат уште како не препознаваат интересни идеи или на предприемачите нема? нема? Затоа разбираат предприемништво, тоа се службеници, тоа се апаратчици. Значи, се што е службеник, не го разбира предприемништвото. Истото и банка. И сега се случува, спомнав јас преска за краудфандингот. Сега имаш директен пристап до огромни количини на пари преку илјадници луѓе кои што се спремни да ја слушаат твојата идеја, да се здружат заедно со тебе, да вложат, да ти позајмат или дури да ти поклонат пари. Банките се спорите риби, ако се големи, ќе бидат изедени. Па, кај General Motors? Беше најголемата риба во светот. Пропадна. Значи, ние не знаевме, не можевме да го измериме капиталот на General Motors, толку беа големи, ги сега не постои.
А кај е Google? Почна со тројца у гаража. Кај е Facebook? Со четворица у гаража. Значи, не само што брзата риба јаде спората риба, туку успехот бара брзина. Тоа е денешното време. Денешното да живееме во екстремно забрзувачки систем значи многу е брзо денешното време. И ти ако брзо не се прилагодиш, ако брзо не се позиционираш, времето ќе те згази као цунами. Тоа што ние денеска го гледаме економијата е минато свршено време, исто како што кога гледаш во звездите. Ти кога гледаш во звездите, гледаш минатото време, минато свршено време. Веќе не е привилегија да имаш канцеларија посебно. Напротив, тоа е хендикеп. Тоа е хендикеп. Треба да имаш канцеларија ти е телефонот. Поврзан да си нетворкер. Колку повеќе си поврзан, колку повеќе си присутен на мрежа. Тој што има Киосаки, јас учам од Киосаки веќе 5 години. Тој има освести мене, тој ме тргна од политиката. Не Дзинго и Груев. Киосаки вика вака. Значи, сиромашните луѓе работат за пари, богатите луѓе градат мрежа. Значи, не си богат кога заработваш многу, богат си кога заработваш додека спиеш. За да заработваш додека спиеш, треба да изградиш систем. Кај го замислуваш ти собственикот на Макдоналдс? На јахта. Зошто? Изградил систем. Кај го замислува собственикот на Дестан? Па на скарата, врти кебапи. Зошто? Оти нема систем. А кебапите на Дестан се 100 пати повкусни и поквалитетни од храната во Макдоналдс. Значи не е во квалитетот дури. Интересен пример. Во системот е столе. А системот се гради со едукација. Во главата. А како? Дојдовме кај мощна битна работа. Затоа што самите прават апдейт. Да се прашат тие што ја слушаат оваа емисија. Кога последен пат стекнале нова вештина? Кога биле на Кога си направиле апдейт собствен? Апдейт собствен. Кога станале смарт? Кога инвестирале во собствено знаење? Секој оној кој што повеќе инвестира во себе, отколку во работата кај што ја работи, е во предност во сите останати. Секој оној што не инвестира во себе, врши самоубиство. Ова не значи целосно дистанцирање од политиката. Ама знаеш како е кај нас столе анализира како се нели има одбивност тоа, работилници, семинари, не. Веднаш нели беше 97 кога почнав. Денеска обратно е. Порано 97 мене ми се смеа, вика бе дај ми пари, не ми дај памет. Сега луѓето обратно вика. Свеста расте. Еве малце збореше и Верица за тоа. Посебно младите. Не знам дали смеам да кажам. Кликнете на cefe.mk и ќе видите колку разни обуки. Во моментот има наши луѓе македонци кои што во Филипини, во моментот се одржува обуката за предпремништво и дури правиме тренери за обучувачите предприемачи во Филипини, македонци. Добро, за некој месец за реклама ќе. И тоа никој не го знае. Па и ние предприемчи да бидеме. Пушти фактура ако треба. Еве еден мощно интересен пример за предприемништво, Шутка Ромарап, еден бенд кој што е познат повеќе во Европа, бидејќи свири на Exit, на Roskilde, на Ziget. Еден бенд, плех бенд од швеѓани, вистински оригинални швеѓани, сакале да научат да свират подобро плех музика. И дошле и сега овие држат обуки на луѓе кои што сакаат да прават таква музика. Има можност, нели, македонската публика ретка да ги чуе и Шутка Ромарап на караванот на слободата. Личите запоставивме? Да, еве и Петри тоа што го вели и Витанов, да се вратам на прашањето за банките и за финансирањето на фирмите. Мислам дека главен хендикеп кај нас е всушност младите стартап проекти да дојдат до финансии. Сега ова што го кажува Витанов, се отвараат нови можности. Нема инкубатори, значи. Има инкубатори малце. Даваат потик, даваат. Има и акселератори, постојат те работи кај нас, но не се доволно развиени. Но главен Мирче, само едно подпрашање. Тоа е дали е тоа иницијатива на бизнисите, иницијатива на некаков граѓански сектор? Комбинирано, така. Комбинирано. Мислам дека иницијативите доаѓаат и од двете страни, како граѓански сектор и на поединците. Јас би се вратил повторно за ова, за стартап проектите, каде што можеби е најважно финансирањето кога човекот почнува со дејноста, бидејќи кога ќе фати нели работата некој тек, потоа приходите си доаѓаат. Меѓутоа првите 2-3 години се веројатно најважни за опстанокот за фирмата. А нашите банки пак бараат 3 годишни биланси, нели? Значи стартапите немаат покритие често пати да добијат соодветна финансиска поддршка од нашите банки. Мислам дека тука треба некоја форма да се изнајде. Банките веројатно
се зависат од некоја регулатива во Народната банка за сигурноста на пласманите и така натаму, така да има некоја лоша хемија, да кажем, која што треба се најде нешто, некое решение за да им се помогне на Постојат ли линии за микрокредитирање кои што се колку тие се користат всушност? Се користат. Меѓутоа убавината сега е што толку има многу пари на оваа планета вишек, што парите, колку и да звучи беа са лудо, не може да се најдат. Не, самите тие ќе те најдат кога ти ќе дојдеш со прави. Парите те барат. Не се работа, парите се последици. И ние нашите обуки тоа го обучуваме. Ти обучи се. Но еве, баш ме интересира дали некои од македонските проекти успеа да добија пари преку овие нови форми. Апсолутно, има едни две девојчиња во Лондон кои ќе отворија ресторан. Ама во Лондон. Не, од Македонија. Ама од Македонија. Не, ме интересира во Македонија. Значи не. Дечки од Скопје, од Битола ја направија, кои што добија $120,000 затоа што ја објавија идејата, нема и сега дури сака да одат понатаму, видеоигра да прават од таа социјална игра. Дури мислам дека се вика и Каверн Таверн, не знам, така нешто. Значи има и тоа се македонци, парите ги имаме уште една врска за крај. Како најлесно да станеш богат во Македонија, го апсолвиравме тоа. Кој е најбогат човек во Македонија? Не е важно, не ме интересира. Можеби обично Минчо Јорданов, Штерионаков, кого споменува? Не знам, не се важни, гледайте се за себе. Гледайте, ти надпреварувај се Фопс го прави тоа важно е за... Ама за кого е важно? Мене тоа не ми е важно. Значи, надпреварувај се сами од себе. Зоран Витанов е најголемиот непријател на Зоран Витанов. Јас треба да се надпреварувам утре, јас да бидам подобар од денеска јас. И ќе станеш најбогат човек во Македонија. На што ве асоцира зборот бизнисмен? Бизнисмен? Тоа е малце вулгарен збор, ме асоцира на полуполитичар, полутендерче. Во Македонија или? Во Македонија. Пазар? Пазар на шанса. Зборот пазар мене ме асоцира на шанса. Во Македонија постои слободен пазар? Постои, да. Личи? Па не, пазар кога го спомна всушност за предприемаштвото е многу важен слободниот пазар. Инаку не може да вире предприемаштво во Северна Кореја. Нема слободен пазар, а бараш предприемаштво. Може за тоа 10 секунди. Може. Приказната за мувите и пчелите. Кога Господ го создал светот, кога ги пратил пчелите, виделе цветиња, мириси, ливади. Кога ги пратил мувите, виделе трулежи и измети. Во истиот свет. Значи каков ми е мајндсетот, каква ми е перцепцијата, каков ми е софтверот, јас тоа перцепирам. Бидете пчели. Во истата Македонија има и цветови, има и измети. Зашто да се фокусирам на тоа што не чини? Дзинго на што ве асоцира? Па на второто. Просто е затоа го напуштив. Пече. Па добро, не би беше меѓу што те најуспешни порано во книгите. Успехот е релативна работа. Бизнисмени, стопанственици. Во време кога немаше предприемништво. Јас ви благодарам за гостојањето. Верица, имаш и нешто да дадеш на крај? Мислам дека се убаво е кажано и јас ги поттикнувам и иновативност МК секогаш ќе биде отворен за сите иновативни креативни идеи, значи сите луѓе кои што ми се обратиле да презентираат, да промовираат некоја нова идеја и слично, секогаш добиле отворен простор и така ќе остане понатаму. Значи сметам дека... Да бидам фер до крај. За Дзинго го праша Витанов, тебе ќе те прашам на што те асоцира името Јупчо, а на што Срđan го асоцира Мирче? Мислиш капитал? Јупчо името, Срđan името. Не знам, не ме асоцира на ништо. Мирче? Па и мене не се асоцира на ништо. Имаше кошакаре. Столе, на минато свршено време. Па глумци, режисери све. Многу за гостувањето и мене беше интересно да ви кажам две лири Малинкова. Таа песна ќе ја слушаме. Да, прекрасна номера. Кавадаршанката, која што исто добила сме. Правиме од неа песна да нарачаме живот мина таа замина само зборот со нас остана. Но љубов летна од дворови, кај друга денес носиш сватови. Одамна ти ме заборави.
Завршен продуцент Горан Гаврилов, водител Столе Наумов, продукција Канал 77, август 2016. Ме води музика, ме движи забава, информација со Канал 77. Добро ме познава и што посакувам, со инспирација Канал 77.